Разговараме со председателот на Регионалниот сојуз на земјоделски синдикати, господинот Ристо Велков, а причината за нашето интервју е барањето на Министерството за финансии да ја добие писмено одлуката на Уставниот суд дека нема правна пречка да се исплатат истите. Господине Велков, таа одлука беше донесена пред 2 дена. Вчера Министерството за финансии бараше да ја добијат на писмено за да почне исплатата. Кој е вашето толкување како представник на земјоделците? Да, Уставниот суд, како што реков, пред 2 дена го потврди. За жал тоа што ние веќе 5-6 месеци го потврдувавме дека ниту според Законот за земјоделие и рурален развој, ниту според Законот за избори нема никаква законска рамка што ќе ги попречи исплатата на субвенции. Што значи дека и во претходните 5-6 месеци можеше да дојде слободно до исплата на субвенциите, субвенции кои што неминовно и се уште му се потребни на нашиот земјоделски производител во финансирање за следните турнуси на производство. Вие неколку пати апелиравте дека субвенциите ви се потребни на почетокот на производствената сезона, меѓутоа еве кои ќе се следните чекори кои што ќе ги превземете во ваква ситуација? Па мораме да го кажеме следното, дека стануваше збор од страна на Министерството за финансии и Министерството за земјоделие само купување на време, бидејќи не стануваше, пак е потврдам, дека не стануваше никаква законска пречка за исплата, туку стануваше збор за немање на финансиски средства за исплата на субвенција на нашите земјоделски производители, средства кои што му беа неопходни за инвестирање во самото производство. Имате ли стратегија како ќе настапувате понатаму? Што ќе превземете бидејќи се одолговлекува целата оваа ситуација, исплаќањето на субвенциите? Па, бидејќи се наоѓаме во една незавидна политичка ситуација, мораме да кажеме, а и политиката си го зема својот дел во самото земјоделие, мислам дека ќе мора да се почека некој временски кус временски период, да видиме дали во најкраток временски период ќе се формира нова влада која што неминовно ако биде заинтересирана за сето она што случуваше во земјоделието и што ќе се случува, мораме да кажеме дека во уште со самото формирање ќе мора да ги исплаќа субвенциите на нашите земјоделски производители. Пролетната сезона веќе тече. Колку сте задоволни од стартот, од продажните цени на земјоделските производи, пролетната зелка, краставиците? Како се одвива? Има ли задоволувачка цена на пазарот? Па покрај тоа што не ги доби нашиот земјоделски производител субвенциите, мислам дека се очува уште со две проблематика во самиот циклус на производство, а тоа е, знаеме дека под какви климатски услови произведуваше, згора на тоа како тако дојде до производство. Првиот производ беше зелката, производ кој што мина, мораме да кажеме, катастрофално, се нудеше и се откупуваше по цени далеку од цените на чинење на самиот производ, 8 до 10 денари, потоа дојде краставиците и она некаде 10 до 15 денари, цена пак ќе кажам дека далеку од цената на самото чинење на производство, а еве веќе од вчера цената на доматот на Кванташки во Струмица се нуди негде 35 до 40 денари. Мислам дека тука станува збор за производ кој што се производеше под дополнителни околности, тоа е контролирани услови со парно. Мислам дека тука е зголемена цената на самото чинење на производство. Со таа цена нашиот земјоделски производител воопшто не треба и не е задоволен, а мислам дека ќе се соочуваме и понатаму со ниските откупни цени пред се на градинарските производи, бидејќи тие се нудат во овој временски период, ако не се преземат некои соодветни мерки. И во следните циклуси на производство ќе бидеме дека сведоци од теренот на се помал број на површини засадени со земјоделски култури, а со тоа и ќе имаме помало производство. Згора на тоа цехот ќе го плаќа и државата, бидејќи ќе биде принудена да увезува храна, а нашето производство ќе биде занемарено. Што треба да се превземе за да се спаси земјоделското производство во Струмица? Па веќе ние уназад неколку години преку Сојузот на синдикат укажуваме дека имаме една лоша стратегија во земјоделието, стратегија која што не гарантира, а според сето она што се случува на теренот, пак ќе кажам, значи незадоволството кај самиот земјоделски производител од откупот на самите земјоделски производи, згора на тоа високи цени на производство, мислам дека цехот ќе го плати севкупниот аграр, а мораме да кажеме дека ако пред 15-20 години Македонија важеше за една типична аграрна држава, веќе
пак ќе кажам, стануваме зависни од увоз на земјоделски производи. Како може да се спаси земјоделското производство во Струмица? Кои се вие како земјоделци, како представник на струмичките земјоделци, кои мерки ги предлагате до ресорното министерство, до идната влада за да се помогне на земјоделието? Па на низата средби мораме да кажеме со надлежните институции пред со Министерството за земјоделие ние укажувавме како и на кој начин да се заземе став околу самото производство. За жал се бистри политика и повеќе се застапуваат политичките интереси отколку интересите на самите земјоделски производители. Појава кое што допринесуваат и самите представници на земјоделските издруженија кои се вклупуваат во политичката агонија, морам да кажам, и за жал се случува тоа што се случува во самиот аграр. Ви благодарам за краткиот разговор. Благодарам и на вас.